Здраво, водоли, здраво и добре дојдовте во ова видео во која ќе ги толкуваме пораките за вас, пораките љубовни, значи се она што се однесува на полето на љубовта и е за периодот кој пред нас, периодот кој следи. Значи, ќе гледаме да ги опфатиме сите категории, тие што сте во врска и тие што сте во брак и тие што сте сами. И се надевам дека сите по нешто ќе најдете што ќе ви помогне на некој начин и ќе ве води. Јас искрено ви го посакувам тоа. Ајде сега да видиме што носи периодов за вас водолите. За вас, како и за многу други знаци, јас од тие што ги завршивме до сега гледам дека повеќето сте во една не толку убава ситуација, не толку пријатна, или сте биле и завршила, или се уште сте во истата. И не е баш убава таа ситуација, не е баш пријатно да се биде во неа. И сте тука, нешто се случило, нешто во минатото се има случило. Меѓутоа, одма да прескокнам за да го кажам крајот, меѓутоа, она што доаѓа ќе во однесе во сосема друга ситуација од онаа со која влегувате, во која сте моментално. Значи, тотален пресврт. Ќе зборуваме за тоа, ајде чекор по чекор да видиме што ќе се случи. Значи, вие доаѓате од состојба на грижи, од непроспиени ноќи, нешто се случило, нешто ве повредило, нешто ви го скршило срцето. Сега, дел од вас зборувам, овие грижи што не ви даваат мир, вие како може да помогнете, не можете нешто да направите, нешто многу да направите околу тоа, некако чувствувате дека не може да се направи нешто околу тоа. Единствено што може е да чекате, да се надевате, да се молите дека работите ќе се променат, ќе се сменат и ќе завршат, ако треба да се завршат. И дел од вас, јас гледам дека ќе одите дури во храм да се молите за ова, дури тие што медитирате, ќе медитирате, тие што сакате да манифестирате преку тие закони на привлечност, ќе го правите тоа, сите си имате свој метод, сите тоа ќе го правите. И тогаш во тие некои моменти ќе добиете некаква инспирација и работите ќе почнат полека да се менуваат. Совете за вас тие што не знаете што да направите, па вие пак направете го ова. Значи, ако не сте запознаени со медитација, запознаете се, ако не ви интересира тоа, тогаш одете во храм, замолете таа сила која мислите дека е заслужена за животот ваш воопшто и работите ќе почнат да се менуваат. Ќе се менуваат и тоа на многу, многу подобро. Не е лесно, не било лесно до сега. Може би причината за вашата не е толку добра ситуација е некој рак, некој риби или шкорпија. Некој ве повредил, таков. Ова е за дел од вас, сега ќе видиме. Но вие ќе одлучите да заминете од оваа ситуација. Сега, само ова да го споменам. Уште на почеток требаше. Значи, главна енергија што е? Главна енергија дека тотално ќе се сменат работите. Кај тие што очекувате проблемите да завршат и не сте во добра ситуација во бракот, вие се разведувате. Не е ништо што вие не го очекувате, вие си го планирате, ова се ваши планови, желби и намери. Јас не гледам ова дека ќе се случи несреќа или па нешто, не, ова си е само ваше и за вас се однесува. А тие па што очекувате да се променат работите, не сте заедно, но не сте пак во ситуација во која сакате да бидете, за вас пак вас ве очекува брак. И сега да продолжиме онаму како што застанавме, значи вас ве повредил некој таков, риби, рак, шкорпија,
и вие заминувате од тази ситуација. Значи, вие сте тие кои се разведувате очигледно и заминувате едноставно. Немате вие многу ресурси за да го направите ова. Сега под ресурси зборуваме дали некој може немате финанси, може некој немате како да го изведете, некој немате идеи, некој немате начини, нешто вие немате доволно, но со оно што го имате, вие одлучувате дека ова е моментот и треба да се променат работите. Ке тргнете кон тоа и работите драстично ќе се променат. Нема да биде лесно, да, меѓутоа кон вас доаѓа помош. Сега, за тие каде што не се работи дека вие сте повредени од некој рак риби, кај вас пак обратно е, помошта доаѓа од некој рак, сигурно, или некој во униформа, или па некој способен човек. Доаѓа помошта од таков човек. Или пак доаѓа помош од она што представува Господ за вас. Од таму доаѓа помош. И тоа навистина помош. Значи, ова што го правите, ова што ќе го правите, не се двомете, на прав пат сте, вистинската одлука е и затоа ќе ја добиете и помошта од страната или од Бог, од животот, од изворот што и да е Бог за вас. Тие што нешто дома ве повредило вас. Заминуваате од тука, тоа веќе нема да постои и она што доаѓа може би ќе ве плаши, како за почеток ќе ве плаши, но верувајте дека вие се уште не гледате, вие се уште ова не го гледате, вие сте вие, седнати, разочарани, затоа што чашките се празни, ова се емоции, ова е чувства, љубов, радост, мислите дека се празни и не ја гледате ова која доаѓа од небото, од Господ, од универзумот, не ја гледате, понудена вие само не ја гледате, таа доаѓа, таа ќе дојде. И затоа ви велам дека она во која ќе се впуштите е правилното и она ќе биде вистинското. Она на крајот на криштата е судбинско, нема бегање од тоа. Се доколку се спротивувате и доколку одбивате да се спротивставите на природниот тек, вие ќе страдате. Доколку се препуштите и преземате чекори во согласност со тоа, а не против тоа, вие ќе доживеете успех. Се доколку се опирате на овие промени, нема да има успех. И сега, може би вие сте во врска со некоја исто така водолија, може би е Овен. Овен е сигурно кај некој од вас, тоа е сигурно, а за водолија може би сте вие, само се појавувате овде, зашто ова е вашата карта, во таротот ова ја представува водолијата. И може би па и некој само некој кој е звезда во вашиот живот или пак партнерот допрва ќе биде звезда во вашиот живот, ќе направи нешто многу храбро, нешто што вас ве плаши, многу ве плашеше, многу ве вознемируваше, не ви дава да се опуштите, грижи имате преголеми, па тоа ќе се смени благодарение на овој Овен или партнерот кој е звездата во вашиот живот и ќе дојде со една многу убава енергија, ова доаѓа, тој ќе презема некакви решителни нешто, ќе биде решителен и ќе преземе нешто, а тоа нешто ќе донесе за двајцата посебно за вас, особено за вас, таква радост каква што Бога ми одамна не сте почувствувале. А може би па тие што сте сами, само доаѓа ваков некој Овен, некој мокен човек доаѓа и ќе разбуди страст. Кај него е веќе разбудена, тој доаѓа на кај вас и ќе ја разбуди страста и кај вас. Значи очекувајте некој страствено Овен период. И сега кај некои други пак, овој Овен, може би вие сте во брак со овој Овен, може би вие сте под знак Овен, нешто, некаква улога игра овој Овен.
и вие се грижите за него ништо. Вие се грижите, сега за дел од вас си го знаете, вие може се грижите за неговото здравје, може би тој се грижи за вашето здравје. И да ви кажам дека грижите не ви се грижите за беспотребно. Ја знам дека вие не мислите така сега, уште не знаете, меѓутоа доаѓа олеснување. Ако сте во проблеми, доаѓа олеснување на проблемите, доаѓа ослободување од грижите, од проблемите, но што треба да се прави? Треба само да се причека. За вас советот е дека вие треба да почекате да помине некое време, одредено е ова време, не е ова време, чекајте, некогаш ќе се случи нешто, не во никој случај, вие треба само да, знаете како кога ни се препишува некоја терапија и кажано е, значи овој месец ваква терапија и ние знаеме овој месец, значи 30 дена тоа мора да се чека. Ете во таква слична на таа ситуација ќе се наоѓате. Ја само дадов пример, не значи дека така ќе биде со терапија, но значи на такво време треба да почекате. Некакво време, одредено време нешто треба да почекате и работите ќе се избалансираат. Значи за тие што кај што работите, кај што пливате во немирни води, вие ќе почекате, нешто треба да се случи, нешто треба да се заврши и се ќе си дојде на свое место, ќе се избалансира, ќе си биде потполно онака како што треба. Значи, драги мои, без разлика во какви да се наоѓате состојба, и вие и многу знаци кои ги забележав дека не се во добра ситуација моментално, верувајте, ви ветувам дека доаѓаат многу поубави денови, посветли денови, особено крајов на пролето, особено летово. Ќе се случуваат прекрасни работи во љубовта. Вие не сте исклучок. Вие апсолутно не сте исклучок и за вас доаѓаат исполнување на желби, радосни моменти, ќе бликате од среќа. Значи, прекрасни работи. Тоа е тоа за сега и се надевам уживавте и до следното видео. Чао, чао!